на Никола, омилениот покрет. Добро дојдовте у уште едно издание на емисијата Сергеј Рендвентен. Денес ќе гледате најдобрите варијанти за контурирање на вашето лице, истовремено и препарати за истото, што јас сметам дека е добри моето мислење апропо контурирањето на лице. Во мода и во модни катастрофи денеска ќе збориме тематски. Нема да го делиме на in и out или на мода или на модни катастрофи, ќе зборуваме на тема на ваше барање, а и на мое големо задоволство, за тековните Оскари што се случија пред неколку дена. Ќе видите моето мислење. Во плакарот на Кека ќе се настега и во Q&A ќе одговорам на дел од вашите прашања. Останете. Денеска во индустријата за убавина ќе зборуваме за популарниот тековен метод веќе неколку години назад, контурирање на лице, како се прави, што се прави и зошто се прави. Повеќето од вас мислат дека контурирањето на лицето сега е измислено, дека Ким Кардашијан го измисли. Не, Ким Кардашијан не измислила ништо, ниту ниеден мејкап артист измислил контурирање сега. Контурирањето на лице постои од првите кинематографски филмски записи уште на почетокот на 20-тиот век, каде што директори на фотографија, луѓе позади камера со одлично осветлување, атипично, со нормален мејкап, знаеле да направат високи јаболчници, остра брадна линија, убава линија на очите или на челото и сенките со коса. Тоа се правело пред 100 години. А вие мислите дека сега е измислено? Не е, чисто да знаете. Сега има неколку алатки за контурирање на лицето. Јас одбрав имам тука два драгстор производи што ги најдов. Едното е во прашкаста, односно во компактна форма, како пудра. Мене ова не ми се допаѓа. Не ми се допаѓа од проста причина што нијансите се многу слични. Потемната, на тие со поблед тен и ќе заврши веројатно работа, меѓутоа не ми е јасна оваа нијанса што е, заради тоа што кај контурите на лице треба да едната нијанса да е темна, никако жолтеникава, никако, а другата треба да е посветла, заради тоа што контурирањето функционира на принцип на одреден дел од лицето се затемнува, друг дел од лицето се осветлува. Тоа е контурирање. Така да тука имам втор драгстор производ, стик. Вика Quick Stick на брендот Aura. Вака на пробување и на рака и на лице ми остава окей впечаток. Има две страни, едната е потемната, другата е таа посветлата страна, каде сакате да осветлите со посветлото, каде сакате да стемните со потемното. Го имаат во три нијанси, значи light варијанта, medium и една потемна, што е претемна. Единствена работа што не ми се допаѓа мене лично во ова, не е дека не врши, не е дека не контурира, меѓутоа дава сјај, мрсно е. А лицето при припрема и преправање на контури, мислам дека треба да ви е за почеток матирано, па после тоа ставате евентуално ако сакате сјај или хайлайтер. И темното и светлото имаат сјај, освен ако не го користите во варијанта со бебе крема, па да дадете еден глоу ефект врз кој нема да ставите камена пудра на вашето лице и да го утуткате стикот за контурирање. Ова е лайт варијантата, има и медиум, има и дарк. Сега, кога сме веќе кај по-ексклузивни производи, што може да ги најдете у парфюмериите на Фабу, тука имам три. Имам коректор за правење контури на Dior. Еве како изгледа, можете да видите. Доволно е темен, барем оваа нијанса, нормално има опсек на нијанси, да изберете која
не вие, него да се консултирате со стручен персонал да ви помогне околу избирањето доколку се решите за ова. Кремафе многу лесно се нанесува, многу лесно се бленда со остатокот на пудрата. Многу убава структура има, меѓутоа има една мана што е многу време му треба да се исуши. Јас го мачкам на рака, уште не е исушен, бидејќи ако ова го нанесете врз пудра или пред пудра и не чекате да се исуши, мислам стварно ќе се направите туткал, ќе се направите катастрофа, така да како мислам дека има подобри производи од Диорот дефинитивно за правење на контури. Подобро од Диорот, јас што најдов е се стиковите за контурирање на Боби Браун. Дефинитивно ја вршат работата онака како што треба. Тука јас имам две нијанси, ги има во многу повеќе нијанси нормално за различни типови на кожа, има многу производ внатре. Значи ова апсолутно вреди за цената. Прво, пакувањето е сериозно, купувате Боби Браун стик за контурирање, идеално се бленда, можете да го мешате со каква и да е пудра, потешка, полесна, бебе крема или што и да е. Значи дефинитивно Боби Браунот вреди да се инвестираат средства заради тоа што и на долги стази и како квалитет и како производ и како изглед ќе го добиете она што го сакате. На видеото што оди во прилог што можевте да го видите, видовте каде го нанесов јас стикот кај Марија. Работев со овој стик каде што го измешав со пудрата на Shiseido и со пудрата Double Wear на Estée Lauder. Ставив стик за контурирање Боби Браун и целиот изглед го фиксирав со компактната макова Studio Fix. Сега, кога контурирате лице, треба една работа да ја знаете. Не е секое чело за контурирање. Што е фората? Ако измерите од вашето чело 3 прста над вегите и имате уште еден простор, значи дефинитивно тој дел треба да се исконтурира, односно малку да му се даде сенка на челото, ако сакате да го контурирате челото. Да не претерувате со контурирање на јаболкниците заради тоа што нема потреба. Да не претерувате со контурирање на брадната линија заради тоа што нема потреба. Околу носот исто така за дневен изглед, а не сте на камера, нема потреба. Јас сето тоа го изведов кај Марија со овој стик, меѓутоа многу суптилно, многу смут, за да ја прати природната конструкција на нејзиното лице, а при тоа да изгледа многу добро, многу природно и младалачки. Да, преконтурирање, односно преистакнување или намалување на одредени делови од лицето, како што е нос, како што се јаболкници, брада или чело, се прават, меѓутоа по потреба за на сцена, за на филм, за у театар, за модни едиторијали, заради тоа што овие средства функционираат на принцип светло и темно. Темните делови го затемнуваат, го потенцираат одреден дел, а светлите го вадат нанапред носот, јаболкниците, брадата или што и да игра на сенки и на пудри. Така да од срце ви го препорачувам Боби Браун. Со мене во индустријата за убавина за денеска толку. Се гледаме у мода.
Океј, на ваше барање, еве сме во делот за мода и модни катастрофи, како што реков, денес ќе ги споиме во едно, ќе разговараме на тема Оскарите и кој како изгледаше. Нема да селектирам кој изгледал добро, кој изгледал лошо, рандом ќе ги коментирам фотографиите како ќе ги гледам пред мене на монитор. Искрено да ви кажам, од Оскарот е еден од најголемите телевизиски настани, најгламурозниот телевизиски настан, заради тоа што филмот е седмата уметност и многу е интересно, што не е интересно, него тоа факт дека во Холивуд ни продава на сите нас илузија која што ни прија да ја гледаме, и Оскарите се исто така еден вид на една илузија филмска. Сите се таму глумци, сите таму знаат да глумат и сите при тоа и на црвениот килим, колку и они да се однесуваат дека се на крајот од денот обични луѓе како и сите ние, што и сме на крајот од денот обични луѓе, меѓутоа они имаат и задача и улога повторно да не импресионираат и да не воодушеват на некој холивудски гламур, продавајќи некаква приказка низ нивниот аутфит, низ нивните коси или како и да е. Оскарот како Оскарот, сценски нормално, спектакуларна Америка е прашање, Холивуд е прашање, црвениот килим за разлика од лани беше. Се е тоа перфектно организацијски изведено, меѓутоа очекував искрено, поготово после пандемискиот Оскар, многу поголема така наречена холивудска доминација од фустани. Малку сум разочаран од изгледите на повеќето, можеби јас очекував премногу, небитно. Да предеме на темата и да видиме кој како дојде и кој како изгледаше. Ајде. Водителката. Еми Шумер. Дрпната. Што е со фустан? Косата е убава, мејкапот е убав. На Оскари никогаш нема да видите агресивен мејкап. Сите имаат природен мејкап и убаво средени коси, убава коса, се е супер. Меѓутоа, што е со робичево? Ова е робиче. Ова е буквално трикотажно робиче со извезена машна на самото. Тоа катастрофа изгледа и како парче. Не и лежи на фигурата, не ми се допаѓа воопшто не е впечатливо, воопшто не е интересно, напред е многу досадно, многу бейзик, многу катастрофа. Next. Имаме другата водителка, која што, иако јас ја сакам Еми Шумер како комедијантка, Еми Шумер некако потврли на тоа поле како комичар. Одлична беше и како комичар, и нејзиниот изглед беше одличен. Одлична е во тоа бело смокинг одело со тие широки панталони. Next. Браво. Овој фустан веќе ми се допаѓа, многу ми се допаѓа нејзиниот скин тон како е споен со целиот тој фустан. Оскарот како манифестација бара малку нереален момент на должина на фустани, бара малку и накид, меѓутоа ова е изведено одлично, мене ми се допаѓа. Next ја имаме Пенелоп Круз. Јас ја сакам и Пенелоп Круз и мислам дека е еден специфичен лик, одлична е како глумица, убава коса, убав мејкап. Не е лош тој фустан, не ме сваќате погрешно, меѓутоа при тоа е номинирана за Оскар, мислам дека Пенелоп Круз има потенцијал да остави многу поголем впечаток. Next. Јас ги сакам тие прави агли. Јас сакам кога е нешто полуархитектонски направено. Брендо Скапирели го обожавам, Елза Скапирели. Исклучителни модни парчиња прават. Меѓутоа, не знам што тука не ми се допаѓа, или знам дека не ми се допаѓа. Ми се допаѓа тој израз кај рамењата. Не ми се допаѓа низината коса, не ми се допаѓа низиниот мејкап, низината шминка. Некако не ми е тип за Скапирели фустан или како и да е, некако и чудно и стои и не. Next. Имаме Себастијан Јатра. Розев смокинг, розови значи фул, тоа е пинк роза, многу е модерно, нема збор, црна лептир машна, чевлите му одговараат одлично. Добро изгледа, заради тоа што е пејач,
кај пеачите кога доаѓаат на Оскари, овој изглед дефинитивно може да помине, така да не сум нешто одушевен и импресиониран, некако кај панталони, претесни му се панталоните, како целото дело да му е претесно, може би е тоа така намерно, меѓутоа како и да е, кога е некој толку многу настеган на ваков настан, а друго е да сте на MTV Awards или на VH1 или на Brit Awards или на што и да е, ова да, меѓутоа за Оскарите мислам дека како малку да му е тесничко ова све. Next. Кортни Тревис дефинитивно ги одзимаат погледите на јавноста, меѓутоа во овој случај многу повеќе како пар. Кортни има супер коса, супер мейкап, убав е тој фустан, јас ги сакам и тие минимал сандали. Он е облечен во црно, е многу појавен, е многу атрактивен, поготово двајцата како пар се исто така појавни, меѓутоа сметам дека да не се толку многу во фокус на јавноста во моментот, они се скроз оскаровски досадни. Сестрите на Пепелашка на Оскар отишле сестрите на Пепелашка. Без гаќи, дрпнати, се држат за урак, како за у тоалета. Бе, кај тргнавте вака на Оскар? На Оскари, да. Нема секој привилегија да влезе у Кодак театарот у Лос Анџелес и вие имате once in a lifetime шанса и доаѓате вака. Со копита, копитарки битно намачкала бутките, шлицот и од подмишка, драги гледачи. Драги гледачи, шлицот од подмишка, сум видел шлиц да почне, ама шлиц да почне од подмишка, со перде, со другарка иза рака клакната, таа доле утиркизно, како да се тргнати на базен негде, ама у базен, на базен, за во некој ресор за дрпнати. Така изгледа, па као да се сликани, катастрофа. Next. Не изгледа лошо, добар е. Сакам бел смокинг и сакам црните ревери, многу елегантен, класи, накид, детали, супер силичкото. Next. Леле. Ово е у КТН креација, да не е со Сатенов. Од модната недела, они да не му пратиле за по Оскар. Леле, Господе Боже. Прво таа боја го прави како да е лего коцка. Буквално. Црни панталони, со тоа колорот е ин, колорот е модерен, овие дела се модерни, црните ревери ми се допаѓаат, меѓутоа кај него ова стои катастрофални, на крајот од денот овие сакоа, овие нови модни елементи треба да се секогаш оверсайз. А што кај него тука да биде оверсайз? Што треба да има шаторско крило? Катастрофа. Next, ја имаме Оливија Колман. Апсолутно ме одушеви. Ова е таа, ова е тој тип на оскаровски гламур, одличен тој сребрен плисиран фустан со тие ракави совршено скроени перфектно. Тука имаме повторно сјаен материјал, меѓутоа не изгледа хурем султански, заради тоа што е многу добро скроен и е многу добро изработен и ова беше исто едно од ретките парчиња кои што ми се допадна на оскаровската ноќ. Next. Се тука дизајнери. Значи да не ви двојам кој е, некаде ќе спомнам кој дизајнер е прашање, меѓутоа сите имаат дизајнерски парчиња, сите се A-листери и сите имаат пристап до парчиња хот котур, какви што немате. Друг пат ќе зборуваме колку чинат оскаровските фустани, некогаш и по неколку милиони, замислете само за едно носење по евој. Меѓутоа, овдека е дрпнато. Не ми смета должината, црвено е сензитивно на црвен килим кога одите, меѓутоа окей, фустанот како фустан не е лош, со тоа што многу е лош делот кај незините гради, некако како да не е custom made. Ова изгледа како да немала што да облече, прошла во продавница, го купила фустанот и се бенди горе-доле и се бенди се, ајде колку да пројде. Одлична е таа дијамантска огрлица, шминката е окей, косата окей, меѓутоа деколтето, поготово делот кај градите изгледаат градите малку као китка маска, драги гледачи, као катастрофа, не. Next. Да, Зендеја. Имаше различни мислења околу Зендеја, на другите мислењата мене не ме интересира, дека ќе го кажам моето. Мене Зендеја многу ми се допадна. Она го нема тој холивудски гламур за кој што јас зборувам, меѓутоа донесе еден нов вид на младалачки
холивудски гламур на црвениот килим во Лос Анџелес. Одлична е таа сукња, се влече позади и таа минимална бела како кошула со супер мејкап и Зендеја навистина онака прекул, но сакам и изгледа супер. Next, Тимоти Шалме. Одличен, фантастичен беше. Тимоти Шалме го носи истиот вајб како и Зендеја, носи нов момент на еден оскаровски гламур. Тимоти Шалме е една потенцијална голема звезда, има и големи очекувања од него. Многу е интересен на сите, многу е карактерен, многу е свој, не отстапува од неговиот имидж и од неговиот стил на облекување. Светлуцаво сако, на голо, накид, панталони, чевли. Тимоти Шалме е пред се толку појавен и одлично. Браво. Next. Джесика Честейн доби Оскар. Повторна номинација за женска главна улога. Не знам што да мислам. Джесика Честейн има моментално многу модерна боја на коса. Она има таа боја на коса, меѓутоа таа бакарно копер боја во моментот е многу тренди. Супер мејкап, многу е она карактерна. Јас исто така многу ја сакам и како актерка и како лик. Ми се допаѓа горниот дел од фустанот. Морам да кажам, сум малку пола ми е. Од половината надоле сум разочаран, од половината нагоре ми се допаѓа. Ми се допаѓа горе тоа златно, бакарно, бронзено како оди по нејзината линија на тело, ги прати градите, ми се допаѓа бојата како ја одговара. Меѓутоа како фустанот надоле преминува во таа јоргован, лаванда, розеникава нијанса со тие пердови доле, едноставно не ми се допаѓа. Next. Аквамен ми се допаѓа секако на Аквамен, на сите им фучи кога се појави, драги гледачи. Многу е ретко толку голем, крупен маж и со мускули и со се да изгледа фит во одела. Обично мажите кога ќе облечат одела што имаат такви тела изгледат како лего коцки. Меѓутоа он е перфектно кастом му е направено тоа дело и изгледа одлично. Next, Кристен Стюарт. Дрпната дојде. Јас пак ќе ви кажам, јас не она мене ми се допаѓа облечена у Шанел. Не може. Мислам, вака се оди на модно шоу, се оди на модна ревија, се оди на музички настан, се оди секаде. Оскарот бара нешто друго, да, јас знам дека она сака да е своја по секоја цена и да има некој свој изглед. Меѓутоа, некако изгледа дрпнато. Ако е Шанел, имам сако, шорцеви, штикли, кошула, косата. Не ми се допаѓа, да не зборам дека тука има штикли, после ја видов урамни чевлички се пресоблекла. Бе, како се пресоблече девојче, не смееш тоа да го направиш. Next. Не е лош тој црвен фустан, меѓутоа не е нешто дека сакам да паднам у несвест. Били Ајлиш. Тој црн фустан која поклопува нејзината фигура во тие карнери и таа доле асиметрија што има. Да, има некој модерен вајб, има некој модерен тач, ми се свиѓа што и се отворени рамењата. Фустан како фустан не ми се свиѓа, колку што мислам дека многу по-кул ки изгледаше се ова, Били Ајлиш да ја имаше задржано блонд косата. На целата оваа комбинација Били Ајлиш да останеше блондинка, а вака ми е некако прецрна, премрачна, а Оскарите се сепак спектакуларни. Били Ајлиш тука изгледа како црна магијашка. Next. Никол Кидман. Сите имаат фантастичен накид. Значи, од све што видов на Оскарите, накидот на сите им е најбољи, драги гледачи. Не се знае само колку таму во накид се има. Никол Кидман е како порцеланска кукла, убаво е нашминкана, секогаш има убав накид, своја е, тенка е, висока е, атрактивна е, згодна е, ја има таа елеганција во себе, меѓутоа тука некако и таа боја и ова парче ми е нешто убаво е, меѓутоа не ми е нешто да остане без воздух. Next. Не е лош тој златен фустан. Толку имам да кажам.
невеста, македонска, од Ракотинци. Немам ништо против тоа место, не ме сваќате погрешно. Невеста или матурантка, или евентуално деверуша, или подфустан за венчаница. Како се вика тоа, ти ко се можеше, како се вика тоа? Нема име. Подфустан за венчаница, као неглиже, као робиче за спиење, ама со шлиц за заведување. Ова вака Никола ако го заведува, вака ќе му се облече, не знаеш дали треба да е облечен или се облечен, не е проблем у голотијата. Не е проблем у голотијата, проблемот е што е ова дрпнато, што не изгледа дрпнато, окей, бидете голи со шлиц, со деколте, со се, ама е Оскар и понудате еден гламур, а не чипкано, розево, перде. Next. Зоја Кравиц, исто така многу ја сакам, исто така одличен лик. Да, ми се свига тој фустан, меѓутоа сметам дека Зоја Кравиц, пошто е преубава линија на тело, стварно можела да се потруди малку повеќе модерна е таа боја, али толку. Next. Ова не знам што. Ова не ми е мене за Оскар. Ова може да е модна екстраваганца за модна недела, може да е повторно ќе кажем за некој музичко шоу, меѓутоа за Оскар тематско облекување јок. Аштон и Мила Кунис. Мила Кунис повторно урозеникаво Хурем Султанско. Фустаниште на едно рамо, набори некој, окей, веќе видено дежаву. Next. Тука може. Shutdown. Бионсе. Ретко се појавува Бионсе, кога се појави, знае како да се појави. Знае како да се појави на Бионсе, е Бионсесто. Ова е тој момент на кога се појавите сите да се стресат, да знаете дека супер звезда влага. Тоа е тој холивудски гламур. Тоа е тоа. Тие се тие ракави, Валентино фустан, одлична цитрон, жолта боја, одлични се чевлите. Джудит Либерт, ташничката, менгјушите, самиот настап на Бионсе имаше приказка. Ке Бионсе нема ништо случајно и погледнете ги менгјушите. Значи, тоа е тоа. Ова беше апсолутно мојот фаворит на Оскарите. Next! Серена Вилијамс. Не е лош фустанот. Напротив, одличен е фустан, ми се свига црните ракавици. На прво ми беа агресивни тие црни, таа црна чипка околу неизе, меѓутоа кога ќе ја погледнам во целина, сепак станува збор за спортист. Спортистите се малку немарни и трапави кога станува збор за гламур. Ем заради нивните тела, ем заради тоа што се такви какви што се. И при тоа Серена Вилијамс не е глумица, него е гостинка. Изгледа добро. Next. Версаче, црвено одело. И само Версаче црвено одело, убаво, окей. Одличен црн фустан, одлично тоа преку едното рамо, продзирниот детал, сукњата е оверсайз, соодветна коса, соодветен мейкап. Мене ми беше ова супер исто така. Next е Джейда. У креација на Жан Пол Готие. Таа боја јас многу ја сакам Emerald Green и сметам дека ова е оскарско појавување. Многу ми се допаѓа што е закопчана узврат, рамењата, рацете што се скроз покриени, наборите многу има од тој материјал, се гледа дека тој богат фустан во секој смисла зборот, се влече позади нејзе огромното парче, одлични се чевлите, шлиц има, тамане, накид, се е кој што треба. Next. Сега, следно одиме, пошто како ќе завршат Оскарите, така сите што се номинирани, а и тие што не се номинирани, продолжуваат на две забави се случуваат, односно три. Едната е забавата на Vanity Fair, другата е забавата, односно фондацијата на Елтон Џон, па трчаат од една на друга и се пресоблакаат по 100 пати, пошто нема што да прават. И последната забава таа вечер, од која што никогаш нема фотографии, е забавата што ја организира Гај Озири, менаџерот на Мадона со Мадона заедно. Тамо не се знае. Тоа се вика The Party. Тоа е врвотно во Холивуд и тамо одат да се упропастат, драги гледачи. Тамо одат да се нашикаат. Тамо има само на еден му е дозволено да фотографира, на влез на врата се одзимаат телефони и таму одат да се уѓубраат. Меѓутоа, тоа немаме нити фотографии, нити ништо. Јас ги одвоив фотографиите од Vanity Fair, каде што повеќето јавни личности и други беа присутни, а и веќе номинираните се пресоблекоа и изгледаа многу подобро.
Ја имам тука Джесика Честен веќе пресоблечена со Оскарот, престрекна е, убав фустан, убава боја, плесиран материјал, ми се допадна. Next. Гледа колка ја сакам Ребел Вилсон, одлична ја довела линијата во ред, убаво изгледа во тој фустан, убаво е косата. Next. Ана Тейлор Джој, креација на Диор. Фантастично парче. Ја се гледав и изработката на овој фустан, тоа е рачно изработено. Прево. Next. Убав е тој така наречен нюд фустан, убав е делот кај струкот, убави се деталите кај ми се допаѓа. Next. Ким Кардашијан у тенџере плаво на Оскар. Не е лош тој фустанот, оздолу ги носи црнети Баленсијага чизми, Баленсијага е фустанот, има наочари, ракавици, добро изгледа, меѓутоа Ким Кардашијан, очекувам многу повеќе од Ким Кардашијан кога се појавува на вакво нешто, ова не е дека ме одушеви. Next, сестра е на Ким Кардашијан, как се викаше, Кендал, да, она е најзгодна и супер, она имаше преатрактивен фустан, позади има гол грб, црн фустан, од напред има некој парче одлично, тој изработен има одличен мејкап и ја фарбала има на косата у копер. Супер. Next. Тимоти Шалме се пресоблекол all leather. Тимоти Шалме се проаѓа. Next. Не знам како се вика дечкото, ова е еден од глумците од Еуфорија серијата. Ме изненади со неговата појава, бојата на коса многу ми се допадна и многу ми дојде некако различен од сите други, а кога некој ќе ми дојде вака различен и е прито атрактивно и модерно облечен, секогаш викам да. Next. Супер. Супер е тоа оверсайз дело, супер е тој брош, панталоните, одлични. Next. Майкл Би Джордан. Да, одличен. Ова е смокинг варијанта, меѓутоа модерно, неговото сјајно ли моделото? Сјајно моделото и тоа дава еден посебен момент, одлично стилизиран, дури овој до него изгледа добро, меѓутоа не можете да го приметите, не изгледа представително и атрактивно, него само изгледа окей. За Майкл Би Джордан, браво. Next. Кој е овој наметнат со бундата на Никола? Ова не знаеме кој има кошула од пруги. Раскофтен, наметнат, со бунда, вештачко крзна, Никола има иста ваква. Глупости. Адриан Броуди. Адриан Броуди е прекарактерен и е прекласи, кај Адриан Броуди проаѓа све. Next. Од Бриджертон, глумецот. Елегантен, машки, смокинг, соодветно за таков настав. Окей. Леле, драги гледачи. Ама зашто е како урочен? Зашто е како тажен? Да не му раскинал некој? Да не му се случило, да не стапнал, да не го треба да го попрскат со света вода? Света вода понечеше со Марија Оченаше. Зошто е вако како загреота? У смокинг облечен, он како загреота со бела капа клакната на глава. Без зошто? Да, има и во тој изглед мода, ама ова е како Серена Вилијамс се пресоблекла и пак ќе кажам, изгледа сосем окей, убав е тој фустан на нејза. Серена Вилијамс е крупна. А се збори за Серена Вилијамс, за спортистки, нема на овој му доаѓа тука нешто. Next. Вини Харлоу. Очигледно е модерна таа боја на фустани, ми се допаѓа, али не е дека припаѓа му несве. Сум ја видел Вини Харлоу и подобри издање. Next. Керка на Мадона Лордес. Добар е тој фустан, со оглед на тоа дека е она од мала по вакви настани се вее со мајка и сега веќе и сама. Добар е фустанот, многу е добро скроен, многу се детално се изработени тие камења и кристали и се тие работи, едноставни сандали доле и тоа е тоа. Леле, како урочена и ова е. Оваа како да е со оној со капата дојде на драги гледачи. Како вака? Како вака? И зошто? Зошто како бабе отиде на Оскар? Како баба е да позајмила нешто. Сандалите се преубави, фустанот ми е мене глупост, поготово на низината фигура. Може и не е сам по себе глупост фустанот, али тука мене ми е. Мјао. Тело вретено има под тој фустан. Добар е.
добар е, ми се допаѓа и косата и мејкапот и фустанот. Ова е тоа, драги гледачи. Ова е тоа. Значи, Дакота Џонсон буквално развали во стајлингот. Она, односно Бионсе на Оскарите, на Vanity Fair, тоа беше Дакота Џонсон го има. Ова е тоа ултимативен холивудски гламур, меѓутоа млада глумица, многу талентирана, перфектно изработено парче, тој материјал, со тие пердови, како е градирано. Гледате тука еден рилс паралелно што оди, како е тоа изгледа во движење. Фантастично, фантастично, на вистина не остава зборови. Next немаме. Ова е последно мојот фаворит. Ке ви се заблагодарам за вниманието. Остануваме у плакарот на Кека. Чак! Добродовте во уште едно издание на плакарот на Кека. Како сака денеска Кека да се настега? Како сака Кека денеска да се дотера? Разноразни комбинации. Денеска сакала да облака блейзер, машко сако, да ме сака малку да биде фраерка. Како ќе играме Кека у машко сако, у разноразни модни комбинации, моравме да се пуштиме у Fashion Group, да изровариме, да најдеме соодветни модни комбинации кои неа ќе се допаднат, мене ќе ми се допаднат, а и на вас ќе ви се допаднат. Ајде да видиме која е првата варијанта. Чак! Еве ја. Ултра мега елегантна, а па разголена. Значи може и да сте разголени, а да изгледате многу стајлиш, многу сензуално, многу секси и пред се многу класи и елегантно како во ова издание. Го најдовме овој топ, што изгледа како градник, меѓутоа е дефинитивно топ. Стомакот е гол. Ставивме панталони црни, така наречени панталони од одело, со соодветно сако. Целиот изглед изгледа поатрактивен. Метално мала ташничка и мега кул сребрени сандали, што на целиот овој изглед даваат една многу фина нота на модерна елеганција, која што е пред се префината и е како што треба да биде. Кека е пресадоволна, пресрекна. Ајде сега да видиме како на другачи начин Кека ќе комбинирала блейзер или сакоа. Чак! Еве, многу модерно, многу кул фора се настега овој пат. Најде комбинизон шортс. Еве ги, на прерамки. Јас многу ги сакам овие заради тоа што се многу практични и може да ги комбинирате буквално било која варијанта, и со сако и без сако, со дукс. Поготово летно време е една од најпрактичните парчиња облека кои што можете да ги имате, а при тоа се многу трендовски. Го најдовме ова многу убаво сако во таа некоја си минт тиркизно азурна боја, не можам ни сам да ја дефинирам, нисам на камера како изгледа, меѓутоа живо изгледа многу кул. Ги има тие копчиња по детал, има многу добар крој, широк ревер, што е многу модерен, одлично е струкирана, ја прати линијата на телото, а не е претесно. Ја стави оваа марама малку да биде, Кека сака некад да биде класи. Некад сака да изгледа како да сака се тресне земја, али некад сака да биде класи. И во оваа комбинација сакаше да игра со многу добри фора бели патики. По мене, а и по неизе изгледа многу кул, многу модерно, многу фешн, многу елегантно, се е како што треба. Кека мора да се пресоблече 3 пати. Ако не се пресоблече 3 пати, ќе се превртиме, затоа јас си останав у исти реалишта, али нема везе. Тука не сум ја битен. Тука е Кека битна. Ајде да видиме како Кека ќе се настега во следно. Чак! Еве, Кека пак се пресоблече. Мене многу ми се свија во оваа варијанта, исклучиво заради тоа што прво, јас лично многу сакам кога е лето или пролет, добар Texas ултра краток шортс, како мидбич, ама ова е шорт, се настегава. За да не изгледа добро, за да не изгледа како вие кои сте натиснати у нешто, си стави доле едно мајче. Ама целиот овој изглед добива друг момент на една модна финоќа, кој ќе се наметне еден ваков оверсайз блейзер во поготово овој колорит. Пошто релативно
е гола. Ако она го закопче ова, изгледа како менич, изгледа како да нема ништо, ама травава, има шорт, сега, има деколте, има голи нозе. Меѓутоа, оверсайз моментот на блейзерот дава добар тач на префинетост и не вулгарно, а пак е гола. И доле облече браун, кафеави камел боја, каубојки. Што даваат повторно еден момент на мода и на урбаност на целиот овој изглед. Може да видите, прекрасно, презадоволна е, пресрекна е. Овој блейзер може да го комбинирате со други варијанти. Шорцевите може да ги комбинирате со што сакате, само да не сте натиснати у нив. Овој тип на чизми исто така можете да ги играте буквално летно време. Да, летно време можете да ги носите чизмите на боси нозе, на шортс добар, на добра сукња, на добро оверсайз сако. Значи, ова е една од добитните комбинации за тековната пролет-лето сезона. Ете така. Све ова што видовте, сите парчиња што се пресоблече денеска кека, ќе ви оставам доле во линкот во дескрипција. При тоа, пак ќе ви потенцирам, новите колекции во Fashion Group се веќе пуштени. Нешто има, нешто нема, проверете и побрзете. А за мене, од мене, во плакарот на кека за денеска толку. Се гледаме во Q&A. Добре дојдовте во уште едно Q&A, каде што ги читам и одговарам на прашањата што ги поставувате на мојот Instagram профил и на профилот на Сергеј Reinvented. Што имаме за денеска? Зошто е толкава фрка на државно ниво што носеле водителките на Евровизија? Прво, не знам дали е фрка на државно ниво, да се бави државното ниво се бави со други работи, отколку со водителките на Евровизија. Меѓутоа, дали ги виде на што лича, дали ги гледаш другите водителки во сите околни земји како изгледаат? Да, е фрка во таа индустрија, тоа е сериозна фрка. Следно прашање. Изразито долга плава коса оваа сезона, бела или нијансирана фала? И таква, може да е full blond, bleached, а може да се изиграни и да е шатирана или да е во неколку нијанси на плаво, зависи од тенот и зависи од тоа најдобро што ти стои и зависи во моментот каква ти е косата. Блонд косите се секогаш. Следно прашање. Какви ефекти сакаш да користиш за средување на слики или која програма и мислење за боб фризури? Користам секакви ефекти за средување на или едитирање или фотошопирање на слики. Ги проаѓам низ неколку апликации, заради тоа и постојат тие апликации. Што мислиш за Констракта? Констракта апсолутно ме одушевила, не заради евровизискиот перформанс, заради тоа што имав прилика овие неколку денови во овој период додека го гледате ова да пробуричкам низ нејзината работа и да видам колку еден сериозен уметник која што на еден забавен, музичен, саркастичен начин си игра со сериозни теми, а тоа го пласира перфектно и визуелно и вокално. Ме одушевила како уметник, уметници сакам многу. Во Q&A од мене Сергеј за денеска толку. Се гледаме за 7 дена, а вие и понатака поставувате прашање на мојот Instagram профил и на профилот на Сергеј Reinvented. Поздрав! Хоче, забрангено воќе, хоче, ноќу, када ноќу доđe. За денеска од мене толку. Во оваа емисија се гледаме у следното издание. Поздрав!